Благодарам. Кога ги споредуваме кризите, еве да ги споредиме бројките. Например, во 2008 година, при светската економска криза, јавниот долг бил 23% од бруто домашниот производ. 2011 година, во време на европската должничка криза, јавниот долг бил 32% од бруто домашниот производ. За денес да се проектира со овој буџет јавен долг од 60%, значи дупло од 2011 година и нешто повеќе од дупло од 2008 година, со можност да оди и над 70% и Македонија да ја пробие психолошката бариера од 60% задолженост, кој што е мастришки критериум за членство во еврозоната и во Европската унија, што сериозно ќе влијае, тоа го знаат од Министерството за финансии, на рушење на кредитниот рейтинг на Македонија, што ќе има далекосежни економски последици. Втората работа, капитални расходи. 2008 година 14,3% од буџетот. 2011 година 12%. Оваа година 7%. Тоа е клучниот проблем и прашање зошто немаме одговори, она што го спомнавте за економска активност. Сами потврдивте, со намалена економска активност како е возможно да се соберат повеќе пари од лани исто во време кога имаше нормална економска активност, што значи дека и овој буџет ќе падне во делот на планирање на приходи и на расходи.